По орканскиот ветер во неколку општини во источниот регион штетите се санираат, а проценителите пресметуваат колку пари ќе требаат да се санираат кровните конструкции на неколку вителни објекти. Во Штипот ветерот кој се движеше со брзина од 134 км на час, настрадаа кровните конструкции на болницата, училиштето Ванчо Претје и детската градинка Вера Циривели Трена. За целосна санација на кровот на училиштето и градинката се потребни 1 милион денари, а пак за болницата се уште се прави пресметката колку би чинела санацијата и пациентите да се вратат на оделението за ортопедија, кои сега се сместени во други оделенија, а новите случаи се хоспитализираат по другите болници во земјата. На клиничката болница во Штип е направена првична санација на оштетениот дел од кровната конструкција, со цел да се спречат дополнителни штети при нови врнежи. Во тек е отстранување на шутот, а поради работите привремено е променет пристапот на возилата и пациентите. Пациентите со скршеници се уште се препраќаат по другите здравствени центри. Колку ќе чини целосната санација, дополнително ќе биде познато по завршувањето на проценката, соопштуваат од клиничката болница Штип. Граѓаните од Штип, Кочани, Чишиново, Блешево и Пробиштип ги пријавуваат штетите во општините. За само неколку дена во Пробиштип има доставено над 100 пријави. Најголемиот дел од нив се однесуваат на оштетени кровови на куќи и помошни објекти, како и гаражи, настрешници, фасади, оштетени возила, како и паднати дрвја кои предизвикаа материјална штета од помал обем. Евидентирани се и одредени оштетувања на јавни објекти и институции, службите се на терен и санацијата на овие оштетувања е во тек. Општинските комисии веќе се на терен за да ги проценат штетите, кои ги имаат граѓаните и институциите по силното невреме.